Добар ден. За полнење на кутии на гласање, кривична одговорност мора да има. Референдумот заврши со победа на граѓаните против капитулантскиот договор на криминогената влада. И покрај огромниот број на нерегуларности и контроверзи кои го следеа целиот овој процес, со денот на објавување на официјалните резултати, граѓаните сепак порачаа: нема промена на уставот со цел промена на уставното име, нема менување на идентитетот. Остануваме Република Македонија. Во таа геноцидна акција на владата не помогна ниту општото полнење на кутии. Референдумот, на начинот на кој се спроведе, не врати во едно мрачно минато време од пред 2 децении. Мора веднаш да се расчисти со овој изборен криминал, за никогаш повеќе да не се повтори и да се врати основата на демократијата. Додолку повеќе што пред нас очекуваме да имаме избори. Гласањето на голем број избирачки места на 30 септември ја покажа тенденцијата на полнење на кутии од страна на власта и нивната криминогеност. Дури и кога се работи за гласање, а не само за наместени и тендери во 4 очи и меѓусебно делење на народните пари преку разни фондови за иновации или грантови. Кривичната одговорност за овие случаи мора да ја има и за тие кои ги полнеле кутиите и за членовите на избирачките одбори кои го дозволиле овие изборни нерегуларности и за оние кои го помагале или нарачале. Затоа го повикуваме јавното обвинителство на Република Македонија да ги испита сите случаи кои ќе ги наведам во подоснежните слайдови. А со постапките кои ќе треба да ги отворите, најверојатно ќе излезат и голем број на други докази за изборни нерегуларности на ова гласање. Пред законот мораме сите да бидеме еднакви. Никој не е над законот, па ниту вие обвинителе. И секој кој направил кривично дело мора да одговара за тоа. Не смееме да дозволиме да се враќаме назад во времето на транзицијата со начинот на гласање. Напротив, мораме да ги почитуваме демократските и европските норми. Сите кои барем еднаш излегле на гласање во својот живот, знаат дека целата процедура на гласањето од моментот на влегување во избирачкото место, па се до пропуштањето на гласачкото ливче во кутијата, трае околу 3 минути. Во продолжение со повеќе графикони и графички прикази, ќе ви покажам кога и со која брзина во голем дел од избирачките места се случувало полнење на кутиите. Гласањето на овие избирачки места се одвивало по системот капка по капка и овој систем најверојатно е награден со буџетски пари од Фондот за иновации како мощен иновативен систем. Позади мене се примерите за кои што ќе говорам. А за полнењето на кутиите на гласање ќе повторам дека кривична одговорност мора да има. Избирачко место во општина Сарај, село Ласкарци. Од 11 до 13 часот гласале вкупно 230 гласачи, или на секој гласач му биле доволни по неверојатни 31 секунда за наводно да гласа. Избирачко место во општина Рачиново, населено место Грушино. Од 17 до 19 часот гласале вкупно 411 гласачи, или на секој гласач му биле сосема доволни по 17 секунди за да го оствари своето право на глас. Избирачко место во општина Сарај, во село Шишево. Од 17 до 19 часот гласале вкупно 468 гласачи, или на секој гласач му биле доволни по 15 секунди за да гласа. Мора да има кривична одговорност за ова. Избирачко место во општина Сарај, населено место Долно Свиларе. Од 15 до 17 часот гласале вкупно 495 гласачи, или на секој гласач му биле доволни неверојатни 14 секунди за да гласа и може да приметите дека дури 56% од гласачите гласале токму во овие 2 часа. Го имаме и рекордерот во полнење на кутии на гласањето. Тоа е избирачко место во општина Центар Жупа, избирачко место 0563. Од 18:30 до 19 часот, значи за половина час, гласале вкупно 331 гласачи, или на секој гласач му биле доволни по 5,4 секунди за да гласа. Ова е најверојатно квантниот скок за кој што премиерот Заев говореше пред референдумот. Вице-евро рекордер во гласање е избирачко место во општина Струга, село Велешта,
Да, тоа е она познатото село кое што го знаеме со години наназад. Од 18:30 часот до 19 часот, повторно за половина час, гласале вкупно 199 гласачи или на секој наводно гласач му биле доволни по 9 секунди за да гласа. Избирачко место во општина Сарај, општината која што е најевропска, под наводници, избирачко место Долно Свиларе, од 15 до 17 часот гласале неверојатни 360 гласачи, или на секој гласач му биле доволни по 20 секунди за да наводно гласа. Интересно, избирачкото место во општина Гостивар во село Форина, родното село на спикерот на македонскиот парламент Талат Джафери, кој, како што кажа, го немал во избирачкиот список, но затоа неговите сожители биле навистина брзи во гласањето. Од 15 до 17 часот гласале вкупно 179 гласачи, или на секој гласач му биле доволни по 40 секунди за да гласа. Не можам да не го споменам и избирачкото место во општина Кичево, село Зајас, родното село на председателот на ДУИ Али Ахмети. Председателот на владеачката ДУИ не знаеме дали гласал, но затоа знаеме дека неговите сожители биле на висината на задачата и брзи на гласањето. Од 17 до 19 часот на избирачкото место 815 во село Зајас гласале вкупно 350 гласачи или на секој гласач му биле доволни по 20 секунди за да гласа. Ова се само дел од изборните полнења на избирачките кутии за кои ВМРО-ДПМНЕ поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во која се наведени преку 200 лица, односно 207 лица со име и презиме, кои што учествувале во избирачкиот процес како членови на избирачките комисии и како председатели или заменици председатели, заменици членови на избирачките комисии. Овдека зборуваме за општините Струга, Центар Жупа, Студеничани, Кичево, Желино, Боговиње, Сарај, но и други општини. Како и против непознат број на службени лица вработени во Министерството за внатрешни работи, кои на денот на гласањето биле на служба на овие избирачки места, и непознат број сторители кои го организирале и го извршиле полнењето на гласачките кутии. Со сериозно основано сомнение дека е направен сплет од 6 кривични дела. И тоа: злоупотреба на службена положба и овластување, несовесно работење во службата, злоупотреба на избирачко право, изборна измама, фалсификување или уништување на деловни книги и повреда на тајноста на гласањето. Над 50.000 гласови биле злоупотребени во текот на референдумот, односно кутиите биле наполнети со 50.000 гласови од луѓе кои што воопшто не се појавиле на гласачките места. Почитувани, ова е уште една причина за смена на републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески, што е неминовност заради неговото нестручно и несовесно работење, односно неработење со што прави злоупотреба на службената должност. Јовески мора да замине заради демократијата во Република Македонија. Референдумот и во кампањата и на денот на гласање помина во најнедемократска атмосфера, со подкупи, со уцени, со закани, со лажење и лажно представување преку кол центри, дополнење на гласачките кутии. За цело ова време Јовески не мрдна со прст. Чекаше и се уште чека некој да поднесе представка или кривични пријави кои потоа, од кога ќе бидат поднесени, најверојатно ќе завршат во неговите фјоки. Референдумот е јасна порака до владата. Заминете си. Референдумот не помина. Договорот не помина. Преименувањето на Република Македонија не помина. Не помина кај народот на Република Македонија. Промените на Уставот нема да поминат. Ниту шверцувањето на противуставните амандмани со кои сакате да го избришете и Република Македонија, и нејзината нација, и историјата, и културата, и науката, и идентитетот, нема да ви поминат. И законот за ратификација на договорот донесен на сила не може да ви помине. Едноставно, владата предводена од Заев, Димитров, Шекеринска, Бујар Османи не помина кај граѓаните.
на најскапата анкета која е спроведена во историјата на Република Македонија, а за која потрошија милиони евра народни пари. И за ова брзо ќе дојде времето кога ќе морате да сносите одговорност. Време е да се врати вербата во демократијата и во институциите. Со ваков републички јавен обвинител, со вакво судство кое е клекнато на колена, тоа е невозможно. Затоа, уште еднаш на крај, ќе повторам дека бараме јавниот обвинител Јовески да биде разрешен, на негово место да се избере стручен, чесен и динамичен обвинител на предлог на опозицијата, а владата да ги тргне канџите од судството. Ви благодарам. Дали имате прашање во врска со овој прес? Бидејќи промената на уставот нема да премине. Дали тоа значи дека вашите пратеници нема да гласат за уставни промени, опозицијата и Единетска република уште еднаш да се изјаснат на ова прашање и дали сте за подршка на Европската унија? ВМРО ДПМ како политичка партија од моментот на нејзиното основање до сега не го променило курсот кон НАТО и кон Европската унија. Всушност, во основачките акти на ВМРО ДПМН во раните 90-ти години на минатиот век, недвосмислено е кажано дека ВМРО ДПМН како политичка партија ќе влезе во НАТО, ќе внесе Република Македонија во НАТО и во Европската унија. Што се однесува до пратеничката група на ВМРО ДПМН, неколку пати во изминатите денови, после 30 септември, јасно и недвосмислено кажуваме дека пратеничката група е компактна и дека ќе ја слушаат волјата и гласот на народот. Волјата и гласот на народот на 30 септември јасно и недвосмислено кажаа стоп за овие капитулантски политики кои ги спроведува оваа предавничка власт. Дали има други прашања? Ви благодарам.